Од година во година се помал е бројот на ученици, особено во помалите градови во земјава. Ниту Велес не е исклучок од ваквата состојба. Секоја година дел од училиштата не успеваат да го пополнат бројот на ученици кои се предвидени за упис по конкурс. По неколку од нив пак бараат од Советот да им дозволи формирање на паралелки со број на ученици помал од законски утврдениот минимум. Министерот за образование и наука смета дека ваквата појава е резултат на опаднатиот наталитет, но и честото иселување на населението во поголемите градови. Писната политика во тој дел не е проблем само од аспект на образовен аспект да се разгледува целиот тој проблем. Проблемот е во делот на се помалиот број на практично намалувањето на наталитетот во Република Македонија и одселувањето на голем дел од населението од матичните градови. Велес е еден од градовите кои што реално се соочува со таков проблем. Во оваа прилика би апелирал за што поголемо задржување во рамки на матичните градови на населението, со помала миграција во поголемите градови, односно со тенденција за иселување во Скопје и нормално тоа е малку покрупен проблем кој што е генерален проблем на Република Македонија поврзан со наталитетот. Значи не можам да го сведам тоа на интерен проблем само на општина Велес и не е проблем само од аспект на уписна политика. Во Велес веќе неколку години поред завршуваат двојно помалку ученици во основно образование од оние што треба да се запишат во средно. На една од претходните седници Советот го усвои предлог планот за запишување ученици во средно образование. Според него, во Велес средните училишта располагаат со 1054 слободни места годинава. Основно образование пак ќе завршат вкупно 516 ученици, што е двојно помала бројка. Ристовски смета дека ова е глобален проблем кој треба да се решава само со апел до граѓаните за зголемување на наталитетот во земјава.